Согласно колективниот договор од 30.12.2010 година, кој што е потпишан помеѓу управниот одбор и репрезентативните синдикати во пошта, во членот 100 од колективниот договор е предвидено дека на вработените во Македонска пошта им следува регрес во висина од 60% од просечната месечна нето плата објавена на денот на исплатата. Значи тоа е некој износ кој што варира од околу 12 до 13.000 денари, кој што расти во зависност со порастот на просечната месечна нето плата. Значи тоа е предвидено со колективниот договор од 2010 година па се до 2016 година. Какви вонсудски спогодби нуди раководството на Македонска пошта на вработените за излез за така наречен излез од лошата ситуација во која се наоѓа компанијата? Значи, најпрво на нешто сакаме да укажеме е тоа дека називот вонсудски спогодби не соодветствува со содржината на тие документи. Од правен аспект станува збор за некои документи, а од нивната содржина произлегува дека воопшто не станува збор за спогодба. Значи, спогодба се прави помеѓу две страни, каде што двете страни ќе добијат определени права и определени обврски. Во конкретниве документи, кои што јас би ги нарекла изјави, со кои што изјави се бара откажување од со колективен договор за гарантирани права, на вработените им се нуди спротивно на одредбите од Законот за работни односи и спротивно на одредбите од колективниот договор да пристапат кон откажување од своите права на начин што менаџментот, односно управниот одбор на Македонска пошта, на вработените ќе им врши исплата на регрес од по 6.000 денари, и тоа на 3 рати по 2.000 денари секоја година. Значи, почнувајќи од сега, па заклучно во наредните 3 години. Врши ли кривично дело менаџментот на пошта со неисплаќање на регресот и со начинот на кој што се обидуваат да ги предомислат вработените да ги повлечат своите тужби? Значи, поред нашите информации, регресот во пошта за последен пат е исплатен до 2008 година. Од 2008 година па се до 2016 година не е исплатен регрес за годишен одмор. Што тоа представува? Значи, со таквото дејство на менаџерскиот тим се задира веќе во сферата на казненото право. И тоа конкретно членот 166 од Кривичниот законник, кој што покрај другото предвидува дека тој што свесно не се придржува кон одредби со кои што на вработените им припаѓаат плати и надоместоци на плати, кои што се загарантирани со закон, со колективен договор, со договор за вработување, или пак се превземаат дејствија, како што се сега со принудно потпишување на вонсудски спогодби, со кои што сакаат на вработените да им се одземат или ограничат веќе загарантираните права. Значи, постојат основни сериозни индикации дека во конкретниот случај станува збор за сторување на кривичното дело повреда на право од работен однос. Апелираме доколку продолжат ваквите притисоци према вработените, дека може да се изврши битието и на друго кривично дело, а тоа е малтретирање во вршење на службата, кое што покрај другите начини на извршување се извршува и преку застрашување. Сметаме дека ваквото принудно потпишување, принудно уценување на вработените да ги потпишуваат ваквите спогодби е застрашување од највисок вид. Значи, кога на вработен му се закануваш или го застрашуваш за работното место, што е тоа ако не застрашување од највисок вид? Вработените се жалат дека претседателите на синдикатите воопшто не застанале во одбрана на нивните права, туку напротив соработуваат со раководството на пошта со цел да им наштетат. На чија страна е синдикатот во целата оваа ситуација? На чија страна е? Значи, синдикатот по дефиниција и по самата природа на работите мора да биде на страната на работниците, односно да преговара, да работи, да ги насочува сите активности кон зголемување на корпусот на права на вработените. Во конкретниот случај, синдикатот не застана на страната на вработените, најпрво заради тоа што вработените беа оставени сами на себе преку приватни тужби да ги остваруваат своите права за регрес на годишен одмор. Понатаму, она што исто така создава сериозни сомнежи е зошто во вонсудската спогодба, која што кружи овие денови на телевизија, е наведено дека управниот одбор на состанок одржан на одреден ден во согласност со репрезентативните синдикати донеле одлука за намалување на висината на регресот за годишен одмор. Значи, доколку внимателно го прочитаме членот 100 од колективниот договор, правиме муабет за колективниот договор од 2010 година, ќе видиме дека таму не се бара согласност од колективниот договор за намалување на висината на регресот.
А со ваквото дејствие на генералниот директор или на управниот одбор се постапува испротивно на членот 12 од Законот за работни односи, кој што гласи автономија во договарањето. Значи во овие сфери законодавецот го ограничил работодавачот дека тој не може со сопствени акти или дејствија да ограничува права кои на работниците му се загарантирани со устав, договор за вработување или во конкретниот случај колективен договор. Значи многу спорна вонсудска спогодба и спорна од повеќе правни аспекти. Колку судски постапки се започнати врз основа на тужбите на вработените во Македонска пошта и има ли некаква пресуда до сега од страна на судството? Значи вака, за тоа точна информација, јас немам точна информација, меѓутоа од оние информации кои кружат деноите од некои мои лични сознанија, значи станува збор за преку 520 активни тужби, со тенденција истите да се зголемуваат, бидејќи вработените и покрај заканите се одлучни и истрајни да опстојат во својата борба за исполнување на нивните права, кои што претходно истиот работодавач им ги гарантирал со колективен договор. А во однос на тоа дали постојат пресуди, да, постојат и првостепени пресуди и второстепени, правосилни и извршни пресуди кои што се потврдени од сите 4 апелациони подрачја. Значи станува збор за усогласеност и на 4 апелациони подрачја дека на вработените во пошта да им следува регрес за годишен одмор и тоа во износ од 60% од просечната месечна нето плата. Со ваквиот став оди и е потврден и од страна на Врховниот суд, кој што во 2010 година преку правно мислење донел заклучок дека правото на регрес за годишен одмор ќе се остварува само доколку истото е загарантирано со колективен договор. Колективниот договор на Македонска пошта од 2010 година, па и понатаму малку модифициран, го потврдува тоа право на вработените.